28 семејства од Виница од денеска го решија животното прашање. Добија стан. Премиерот ги подели клучевите на новите станари од новата социјална зграда. Нивната радост е и наша радост, бидејќи ги исполнуваме очекувањата на граѓаните преку нашите политики, градејќи квалитетен живот за сите на секаде низ државата. Оваа влада е посветена да реализира проекти од животна важност, проекти со кои правиме разлика во секојдневието на нашите граѓани и проекти со промоција на пристапот на еднакви права за сите. За министерот за транспорт и врски Благоје Бочварски, со денешниот ден на 28-те винички семејства започнува ново поглавје од нивните животи. Дека ваквите владини чекори за изградба на станови за социјално загрозените семејства рефлектираат позитивни резултати, покажуваат бројките, потенцира министерот. Реализиравме изградба на над 860 социјални станови, што е огромен и најголем успех досега во стамбената политика во државата. Веќе следната недела планираме да направиме исто ваков пречек во Свети Николе, во социјалната зграда. Акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор заедно со Министерството за транспорт и врски и владата работи континуирано на изградба и на зградите во Бутел, во Скопје, во Кочани и Дебар, а се подготвуваме за изградба и во неколку други општини. Добитниците на становите не го криеја задоволството што конечно, по години чекање и надеж, од денеска имаат собствен кров над глава. Овие се живееме под кирија. Конечно го решивте проблем. Да, со жената, децата. Добро, многу убаво, многу добро. Со среќа нека е и на сите благодарна сме за човекот што направи, фала многу. Едно животно прашање е решено. Да, едно животно прашање е решено. Веќе е околу година и пол до 2. Толку негде. Сега испадна време и термин за да добие стан. Вредноста на инвестицијата е 1,2 милиони евра владини средства, а наскоро, како што најави Бочварски, се планира изградба на уште една социјална зграда и тоа во Штип.